Почитувани гледачи, добра вечер. Вие сте на вистинската фреквенција во вистинско време. Среда, повестите во 19 часот, ова е Трета порта. Емисија која за вас ќе пребарува по интернет и ќе ги селектира најинтересните колумни и мислења од минатата недела. И тука заедно со вас ќе ги читаме и анализираме. Неделава има понуда од повеќе теми. Неизбежната комисија за 24 декември, немилите настани во Струшко Октиси, посетата на лидерот на ДОИ Али Ахмети на Атина. Сепак, почнуваме со една несекојдневна случка, барем за Македонија, несогласувањата помеѓу Мирка Велиновска како колумнистка и главниот и одговорен уредник на Нова Македонија околу наводна цензура, произведува серија на колумни, но и вклучување на трети актери во дебатата. По овој судир помеѓу Велиновска и Димитровски, првим почна Велиновска, која тој судир го откри во својата колумна, каде обвини за цензура, како што кажав, а потоа одговори Димитровски. Сега ќе почнеме со една од подоцнежните колумни на Велиновска, каде Велиновска вели во колумна насловена со купувачи на услуги, подолу директно го обвинува главниот и одговорен уредник на Нова Македонија. Па вели вака: новинари сме и затоа јавно го прашувам главниот уредник, зошто тој и неговите браќа главни уредници не се одважале досега да ги запознаат своите читатели и гледачи дека Филјан политичар доставил до Филјан редакција одглумено интервју. Зошто кога преговарале за вработување како главни уредници, не испреговарале договори со сопствениците кои ќе ги гарантираат новинарската и уредувачката слобода. Зошто предимството во тие преговори им даваат на своите лични материјални интереси кои подразбираат добра плата, бонуси, возила и други привилегии што немаат ништо заедничко со професијата. Зошто во тие договори ниту еден се нема обврзано за одредено време да ја зголеми гледаноста или тиражот. На овие обвинување на Велиновска одговори и уредникот на Нова Македонија Зоран Димитровски, кој вели дека не се работело за цензура, току тој спречил говор на омраза и искажување на работи во вестникот кои би донеле тужба и кои се недозволени. Па така, Димитровски во интервју за Либертас објаснува дека зошто тој го спречил објавувањето на дел од колумната на Велиновска и во насловот вели: пишаниот збор не смее да го загрози личниот интегритет и слободата на другите. Подолу Димитровски објаснува вака, вели: главниот уредник и уредниците на Нова Македонија се должни да се грижат за угледот на вестникот и од текстовите и колумните да ги отстрануваат сите лични навреди, карактерни дисквалификации. Тоа нема врска со слободата на изразувањето и со правото на новинарот на свое мислење, вели Димитровски. Нема редакција ниту главен уредник на светот што на кој било новинар ќе му дозволи апсолутна слобода да стрела од сите оружја за да ја доведе редакцијата до тужби и до кривичен погон. Нема ниту еден вестник на светот од Токио до Лос Анджелес, од Москва до Пекинг, кој ќе дозволи новинар во колумна во вестникот лично да го дисквалификува главниот и одговорен уредник и со тоа да го урнисува и угледот на редакцијата. Тоа е одговорот на Димитровски. Сега дебатата се вжешти кога во целата дебата се вклучи и трети актери кои зазедоа и страна, па така социјално активната професорка Билјана Ванковска, која често своите ставови ги кажува и во колумни, но и на социјалните мрежи, вели вака: интересни работи се случуваат во Нова Македонија. Почнува, па додава: можете вие да кажете што сакате за уредникот или за Мирка, но тоа е сосема во право. Оваа жена која ги има погазено сите принципи во кои се крсти, која блуела омраза и пизма со години, представувајќи се како апостол на новинарската слобода, од мене нема ама ни трошка респект. Нападот врз уредник на Нова Македонија во колумна од пред 2 недели беше во истил на нападот и злоупотребата на позицијата во редакцијата на Фокус, кога јас бев колумнист. Тука Ванковска мисли на себе, се разбира.
имав испратено редовна колумна, која според договорот неколку дена пред излегувањето на неделникот, таа користејќи ја можноста да ја прочита уште пред објавувањето на бројот, објави коментар на тој ист текст, кој дури се појави и неколку страници пред колумната, во која ме изнавреди со зборови кои ми е непријатно да ги повторам. Така вели Ванковска, вклучувајќи се во овој несекојдневен судир. Продолжуваме со колумна на аналитичарот Дау Даути, кој се осврнува за настаните, за немилите настани во Струшко Октиси. Самиот наслов на колумната е интересен и доволно провокативен и ја праќа главната порака на Даути, вели кавги во името на Аллах и Господ. Тука Даути во својата колумна го осудува насилството од двете страни, осудува било какво насилство, особено за кога се градат верски објекти, и на многу интересен начин ги напаѓа оние кои дозволиле да се случи насилство. Во својата главна поента Даути коментира вака: дали во Окти се случува нешто што е поинакво од други случаи кога не се дозволувале градење верски објекти? Не наоѓам некоја добра причина да се спречува градењето на црквата за која постои градежна дозвола. Ако муслиманите не дозволуваат црква за потребите на своите православни сограѓани, нека им е арам. Исто така да му се исуши руката на оној кој кренал рака на жена што се крстела. Во нашата ситуација не е само Октиси спорен, тој е идентичен на оној на градење џамија во село Лажец, Битолско. Таму дозволата за градење џамија 2004 година, но жителите од православна вероисповест не дозволуваат да градат џамија нивните сограѓани муслимани, таму каде што тие тврдат дека постоела џамија, дури има и темели од времето турско. Со прилично интересен став се јави и Мартин Мартиновски, поранешниот, доскорешниот, предпоследниот порпарол на владата, кој се осврнува на улогата на Али Ахмети. Мартиновски во својот статус објавен на Facebook, на својата Facebook страница, вели вака: добар е Али, сака интеграција место изолација. И јас исто така. Ама пусто некој друг не мисли така. Вчера бил во Вашингтон, денес е во Атина, а јас пак се викам утре да појде до Ријад, Саудиска Арабија. Еве, нека се види со принцот Бандар бин Султан, чисто онака, да замоли Ал-Каеда да олабави малку во неговиот двор. Октиси, сепак, символот на НАТО е плюс, пошто и јас и Али сакаме да се интегрирани, место изолирани. Но, тука се интересни коментарите на френдовите на Мартин Мартиновски. Некој вели вака, мислејќи на Али Ахмети, не може, зафатен е како почесен кај СДСМ. Додека друг френд на Мартиновски вели вака: ти и Али може сакате НАТО интеграција, но шефот твој дали сака е големо прашање. Преминуваме на редовните твитер обраќања на поранешниот шеф на дипломатијата Антонио Милошевски, кои стручната јавност и граѓаните особено ги следат, бидејќи во нив секогаш има интересни пораки. Антонио Милошевски е поранешен шеф на дипломатијата и актуелен пратеник на ВМРО ДПМН. Во однос на средбата на патувањето на лидерот на ДУИ, Али Ахмети, на Атина, каде се сретна со грчкиот министр за надворешни работи, Милошевски вели вака: мал проблем е што Ахмети има средба со Венизелос во Атина, голем проблем е што од неа е исклучен амбасадорот на Македонија, представникот на државата. Тоа е коментарот на Милошевски, а со
интересен едиторијал во дневниот вестник Дневник се вклучи и Ивана Костовска, која следи надворешна политика и која исто така се осврнува на патувањето на Али Ахмети на Атина. Костовска во својата колумна го критикува начинот на пренесување на дипломатските пораки, особено на откривањето на детали од преговорите, од разговорите, од понудените предлози, па така ова Костовска го опишува со наслов Дизниленд за името. Костовска алудира на сите средби на членовите на ДОИ со грчки представници, а целата своја поента може да се искаже од овој пасус, каде што вели вака: со лесна нога на Ахмети во име на еднината на регионот, како фактор за стабилноста на Европа кон Атина, по него тргна и партиската колона конјаници, газата. Сеедно дали се на власт социјалистите или демократите, без оглед дали е затишје или должничка криза и економска рецесија. Споредно е дали министрот за надворешни работи е од редовите на ПАСОК или од Нова демократија. Со дипломатски облагораден речник, наместо за Дизниленд, Ахмети не изборува за географски одредници, открива предлози за името, го најавува доаѓањето на Нимиц и тоа со оптимизам дека посредникот доаѓал во мисија, а не со празни листови хартија. Ова беше дел од колумните кои се објавени за посетата на Али Ахмети на Атина, за црквата во Октиси, а сега се префрлуваме на неизбежната тема во овој период, тоа е работењето на комисијата за 24 декември, иако целата работа имаше свој интензитет минатата недела, се уште следуваат колумни, коментари на последиците од извештајот, на кажаното по извештајот, а со своја колумна се јави и директорот на Центарот за комуникации на ВМРО ДПМН Илија Димовски, кој во колумната резерва за правни и за политички квалификации го објаснува својот став и ставот на матичната партија дека тие не се согласуваат со правните квалификации во извештајот. Тука тој објаснува зошто не се согласува и објаснува дека подписите се ставени за доброто на Македонија. Ова е колумната на Димовски, а сега ќе ја најдеме и поентата. Поентата, еве може да се каже дека е во овие зборови. Илија Димовски вели вака: да има објективен и базиран на факти извештајот да е прифатлив за сите. Тоа е нашата цел. Целта на нашата постапка беше да не дозволиме необјективен и партиски извештај, но и да имаме извештај што ќе гарантира спроведување на реформи во процедурите за работа на Собранието на Република Македонија. Недавањето согласно за правните политички квалификации никако не значи недавање согласно за препораките од комисијата. Напротив, ние како пратеници со целосен капацитет ќе можеме да се посветиме на нивната имплементација како чекор за реформа. А за правните политички квалификации нека продолжат да зборуваат оние што се блиски до идејата за работа и говор без содржина и без реални последици. Ова е ставот на Димовски. Ние продолжуваме веднаш со ставот на поранешниот председател на Собранието, Стојан Андов, во неколку мандати. Тој се осврнува на извештајот и тој во интервју за Утрински вестник вели дека е прилично разочаран од крајот на целата процедура. Тој мисли дека извештајот не донел решенија, туку отворил нови прашања. Па така, Андов во интервјуто, насловено како извештајот е енигма, а не решение, го изнесува својот став дека се работи за политички извештај и дека тука по овој извештај
тешко некој дека ќе понесе последици за било што се случило на 24 декември. Еве и колумната на Андов, која може да долови што тој мисли во интервјуто, каде вели вака: Извештајот на адхок комисијата во основа е политички, а не правен документ. Големо претерување и покажување големо незнаење на настојувањето од различни експерти. Извештајот на комисијата да го споредуваат со некој меѓународен договор. Но доколку Димовски и Дулик сакале да се оградат, тогаш требало да го сторат тоа во текстот на извештајот и да кажат таа точка или таа реченица за нив е неприфатлива. Кога би стоело така во извештајот по текстот, би можело да се рече дека е постигнат концензус ако и представниците од СДСМ прифатат и подпишат таков извештај. Оградувањето по подписот нема никакво значење, освен барање прошка од својата партиска јавност. За коментар на извештајот се јави и поранешниот исто така портпарол на владата и вице-премиер Ивица Боцевски, кој има став исто така дека мораме да објасниме дека извештајот според него не е реален и тој тврди неговото мислење е на иста линија со мислењето на владеачката партија дека на 24 имало обид за државен удар. Тука Боцевски вели вака: На крајот да кажам збор 2 и за извештајот на веќе фамозната комисија. Доколку направиме аналогија со големиот пожар во Стариот Рим, испаѓа дека според словото на нашиот извештај за големиот пожар не е виновен потпалувачот Нерон, туку тогашните римски пожарникарски служби. Нема ниту еден збор во извештајот за долго подготвуваниот државен удар што требаше да се случи на 24 декември и тоа доволно зборува за сериозноста на овој документ. Затоа, ваквиот извештај останува единствено сведоштво за уште еден ден на сите македонски заблуди, овој пат олицетворен во 24 декември. Сега по ставот на Боцевски интересни се и коментарите на неговите Facebook пријатели, кои сега ќе ги отвориме и ќе прочитаме неколку од нив кои се поинтересни. Па вака. Еден од нив вели: 70% од напишаното е точно, другото е малце претерано. Гледано од страна, СДСМ немаа капацитет, луѓе енергија да направат државен удар. СДСМ треба да дискутира во парламент и достави 1000 амандмани за законот за буџет, не дека сакаа да зборат за амандманите, целта им беше да го блокираат парламентот за да не може да се изгласа законот за буџет. Тоа е еден од коментарите. И на крај ќе завршиме со колумната на Ерол Ризаов за Утренски весник, со неговата редовна колумна, во која тој повторно се осврнува на известиот за 24 декември и тој има сосема различен став од оној на Ивица Боцевски. Еве ја поентата на Ризаов, кој што вели вака: Акцијата чистење на собранието, спречување преврат и спасување на председателот Велјановски не беше изведена за да се малтретираат и изфрлаат новинари, туку да се заштити јавноста од лоши слики и вести. За малку оваа добро осмислена доктрина целосно ќе беше успеала да снеми повеќе сцени како целосно ќе беше успешна и безпрекорно изведена, да не беше една опозицијска пратеничка која успеала да снеми повеќе сцени како таа нејзините колеги беа спречени да извршат насилно преземање на власта. Ете, затоа треба сите ние и сите
кои не препознаваме државен удар на опозицијата на 24 декември, лани да му се извиниме на Трајко Велјановски, вели нашиот мудар премиер и државник Никола Груевски. Ете и јас да не бидам покусо, барам прошка од напатената душа господин председател на парламентот Трајко Велјановски, затоа што не ги осудив моите колеги што ја довеле во опасност неговата безбедност. Со оваа колумна на Ерол Ризалов завршува ова издание на Трета порта. Ова беше избора за вечерашната емисија, каде сурфавме за вас и ги извадовме најинтересните коментари и колумни објавени на интернет просторот. Останете со програмата на 24 вести, а Трета порта следете ја секоја среда по вестите во 19 часот.